Измени на Законот за енергетика за да се спречат поголеми сметки за струја за домакинствата од 1 јули. Откако во јавноста беше информирано дека ЕСМ ќе продава поскапо струја на Ева на Хоум од досега, група пратеници од коалицијата Твоја Македонија, предводена од мандатарот Христијан Мицкоски, поднесоа предлог за законски измени по скратена постапка, со кој нема да има зголемување за потрошувачите во прв и втор блок или незначителен пораст од 1 до 2% во најскапите трет и четврт блок. Измените предвидуваат да биде внесена новата пониска маржа на универзалниот снабдувач од 9,9% место до сегашните 11,5%, со што се намалува коефициентот по кој се множи збирот од барањата на енергетските компании. Односно, се отвора можност регулаторна само да ја продолжи лиценцата на Ева на Хоум, бидејќи станува збор за истата компанија. Тоа е всушност предлог закон со кој нема да има зголемување на цената на електричната енергија за домакинството, односно стандардот на граѓаните ќе биде заштитен, а да не чекаме поради сите формалности кои што се во овој закон, формирање на ново правно лице, нови банкарски сметки, нови процедура која што ќе трае со месеци, бидејќи станува збор за старо новото правно лице, ние со овој закон, кој што е дополнување на Законот за енергетика по скратена постапка, велиме, бидејќи станува збор за истото правно лице, ајде да ја овозможиме на регулаторна само да ја продолжи важноста на лиценцата. Понудата на ЕСМ да задоволува 85% наместо 100% од потребите беше загрижувачка за првиот регулаторот и останатите 15% би се набавувале на слободен пазар, каде цената е и двојно поскапа. Мицкоски упати порака до универзалниот снабдувач набавките на електрична енергија да се вршат многу внимателно, односно да направат оптимизација на набавките за да нема потреба да се излегува на слободен пазар. Имајќи предвид дека таму има одредена флексибилност, флексибилноста е плюс 10 минус 30% од тоа кое што јас го знам. Ценам дека со еден ваков тип на оптимизација, количините на електрична енергија кои што се надвор од оние количини кои што ќе ги испорача АДСМ, се по цена која што очекувам да биде најмалку 2 пати поголема од таа која што испорачува АДСМ. И во тој случај очекувам, преку тој процес на оптимизација, да се задржиме исклучиво само на количините кои што ќе ги испорача АДСМ и на тој начин да немаме ценовен шок. Седницата на кој би се гласале измените, Мицкоски очекува да се закаже идната недела, оти регулаторот до 30 јуни најдоцна мора да ги заврши калкулациите за новата цена на струјата од 1 јули, која ќе важи во наредните 6 месеци. Мицкоски најави дека ќе преземат активности во следните 6 месеци да го реорганизираат енергетскиот сектор и веќе во следниот регулационен период од 1 јануари 2025 до 30 јуни 2025 година граѓаните да добијат поевтини сметки за електрична енергија, а исто така и индустријата која што е на регулираниот пазар.